Одземање на возилото и возачката дозвола, доколку учесниците во сообраќајот возеле под дејство на опојни дроги или алкохол, најави министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Според него, потребни се измени во кривичниот законник со кој надминувањето на дозволената брзина, наместо со парична, треба да се трансформира во затворска казна. Сметам дека мораме да го ревидираме член 297а од кривичниот законник, кој се однесува на безобзирно возење, односно јасно да се разграничи од постоечките одредби кои регулираат сообраќајни прекршоци во Законот за безбедност на сообраќајот и патиштата, во делот на брзото возење и наместо алтернативно да се изрекува парична казна, истата кумулативно да се изрекува со казната затвор. Измени во кривичниот законник, односно во дело за прекршоци, најави министерот за правда Игор Филков. Покрај измените, според министерот за безбедноста, клучна улога има непристрасноста на судиите при примена на законските одредби и определување на казни согласно тежината на делото. Односно, сообраќајните прекршоци кои ја загрозуваат безбедноста на сообраќајот треба да бидат квалификувани како кривично дело. Судската пракса треба да се темели на почитување на законските начала со посебен акцент на непристрасноста при донесувањето на одлуки и независноста на судиите во постапувањето. Поради тоа, судиите мораат да ги применуваат одредбите на законот во целост, да ги земат во предвид секој поединечен случај и да осигурат дека казните се во согласност со тежината на делото. Иницирањето за одржување на 18-та комисијска расправа доаѓа по трагедијата во која животот го загуби младата Фросина Кулакова, но и претходна серија на трагедии кои се случија на патиштата широм државата, но и констатирање на илјадници прекршоци, од кои најчести се возењата без возачка дозвола или под дејство на опојни други алкохол. Од Министерството за внатрешни работи најавија реформи како што е воведување на проектот Safe City, не само во главниот град, туку и на целата држава, но и воведување на тестови кои ќе детектираат на самото место дали возачите биле под дејство на опојни супстанци.